Утре река од луѓе, не само штипјани, туку и гости добронамерници, ќе ја искачат у горнината на тврдината Исар. По традиција ќе се ракуваат 40 пати, ќе соберат 39 каменчиња, а 40-тото или последното ќе се стави под перница и ќе се сони идниот сопатник. Овој обичај ги прави поинакви штипјани, затоа што ја продолжија традицијата и на младите кои понатаму треба да ја негуваат. Затоа обичајот 40 кои штипјани го практикуваат на првиот пролетен ден, поврзан со тврдината Исар, е првиот обичај што се најде на репрезентативната листа на нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Причината е за тоа што се уште е традиција и што живее и се негува. Нашиот обичај 40 е првиот таков обичај, фолклорно или нематеријално културно наследство што се најде на УНЕСКОвата листа на човештвото за нематеријално културно наследство. Потоа дојде копачката, гласовечко, имаме уште неколку што чекаат за прогласување. Имаме над 80 нематеријални културни добра кои што би можеле се потенцијални за да бидат поставени на листата на УНЕСКО. Источниот дел од Македонија е пребогата ризница со фолклорни обичаи и живи обреди кои спонтано се чуваат. На листата на нематеријални заштитени добра покрај орото, копачка и гласоечкото има и други обичаи кои претендираат да станат дел на оваа листа на УНЕСКО. Ратовските бамбурци би ги ставила прва, бидејќи се навистина живи. Понатаму русалиите, кои што се, например, единствените останати таков вид на игри со сабји во целиот балкански и југоисточно европски регион, значи нема други. И тие се живи, преживуваат, потешко, ама се живи. Значи, тие се одлични кандидати исто за листата на УНЕСКО. Сепак етнолозите се загрижени за продолжувањето на традицијата за негување на нашите обичаи. Велат засега младите по инерција ги практикувале, затоа бараат начин да се подигне свеста кај нив за вредноста на културното наследство, пренесувано низ генерациите од колено на колено. Важно е да биде тоа пренесено на еден посовремен начин во современите медиуми, дали станува збор за интернет заедницата, социјалните мрежи, дали ќе најдеме некој друг начин, можеби во форма на видеоигри, во форма на различни други апликации, мобилни за телефони. Значи, идејата е да ги анимираме луѓето, младите луѓе кои ќе дадат идеи за начините и формите на пренос на знаењето. Мартинките Ѓурѓовден се мултинационални проекти кои би можеле да бидат ставени на листата на УНЕСКО. Процедурата е долга, се чека и по 2 години, а критериумите се строги. Апликациите понекогаш се враќаат на доработка, говори искуството на етнолозите и институциите, чувари на традицијата и идентитетот на народот на ова балканско тло, каде се уште како старо плетиво се чуваат обичаи, обреди и верувања од заборав. Денеска градот Штип беше домаќин на истражувачите на живото нематеријално културно богатство. Поводот е утрешниот празник на штипјани и обичајот 40, 5-та година заштитено нематеријално добро на репрезентативната листа на УНЕСКО.